Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова прво овогодишно издание објавуваме. Уште нема алки со GPS. Оливер Спасовски ќе мора да ги чува од бегство Камчев, Мијалков и Јанакиевски. Дали доколку функционира алките, ќе немаше потреба МВР да континуирано да ги следи и притворениците, например Сашо Мијалков. Морам да напоменам дека овие алки се исклучиво наменети за куќен затвор. Власта и опозицијата се позиционираат пред одлуката дали со претседателските ќе има и предвремени парламентарни избори. Практично бараат на зборови парламентарни избори, ама планираат да ги бойкотираат претседателските избори. Во игра, како што кажа, буквално се сите опции, дури ние најавивме дека ја разгледуваме можноста и за напуштање на сите институции. Политичките турбуленции во Грција нема да влијаат на ратификацијата на договорот од Преспа. The ratification will have more votes than the vote of confidence. Зошто во мандатите на една власт главно се гонат функционери од претходната, докаде се предметите за актуелни функционери? Не го делам тој впечаток дека предметите кои основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ги отвори под допрен глас дека тапкаат во место. Ова е само најава. Со прилозите ќе се вратиме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Која е вистината за системот за електронски надзор на осуденици? Дали алките функционираат, зошто не се користат? Можеше ли бегството на Никола Груевски да се спречи ако поранешниот премиер имаше таква алка на ногата? Ова се прашањата по чии одговори трагаше Славица Филиповска, откако во јавноста се појавија различни информации за функционалноста и применливоста на системот овозможен со Законот за пробација од 2015-тата. Уште нема алки со GPS. Оливер Спасовски ќе мора да ги чува од бегство Камчев, Мијалков и Јанакиевски 24 часа дневно. Вака известуваа дел од медиумите кога судот по предлог на СЈО ги пушти од шутка во домашен притвор споменатите обвинети и осомничени лица. Алки и друга опрема за електронски надзор на осуденици сепак се набавени, но тие стојат неупотребени во магазините на управата за извршување санкции. Дали доколку функционира алките, ќе немаше потреба МВР да континуирано да ги следи и притворениците, например Сашо Мијалков, кој што во куќен Значи, претпоставам дека тоа најчесто е интересно и поставувано прашање во јавноста, дека електронските алки се пречка за домашниот притвор. Морам да напоменам дека овие алки се исклучиво наменети за куќен затвор. Законот за пробација со кој е воведена оваа можност е донесен во 2015 година. Вака изгледа електронска алка за куќен затвор. Се носи 24 часа, дури и во бањата, бидејќи е водоотпорна. Вкупно 400 вакви уреди се складирани во магазините на управата за извршување санкции, близу до затворот Идризово, но не се воопшто употребени. Тука е исто уредот каде што се вметнува сим картичката. Алките одат во комплет со приемник кој се инсталира во домот на затвореникот, заедно со уште еден помошен апарат. Опремата функционира. Проблемот е околу одржувањето. Не сакаме да ставиме во функција нешто за кое што е потребна 24 часовна поддршка од производителот. Значи, опремата кога е набавена 2015 година имала една година гаранција и во тој период требало да фирмата која што е лиценцирана за одржување на таа опрема не била ставена во функција. Нормално, иако не била ставена во функција, рокот си помина. Фирмата на своја доброволна база, значи во интерес на соработка и ставање на опремата во функција и следната година стоела на располагање како про боно. Кога дојдов јас во август 2017 година, значи со фирмата имав контакти, кажа дека трета година не можат про боно дода, дека бараат одреден надомест паричен за таа работа се работи и се појави проблем каде што најмалку очекувавме. Начинот на распишување на јавната набавка за одржување на опремата, која што мислам дека не е прецизно дефинирана во Законот за јавни набавки. Очекувам во текот на 2019 година, односно на самиот почеток на 2019 година,
да најдеме решение на тој затекнат проблем, затоа што средствата за одржување на опремата ни се обезбедени 2019 година. Досега не е изречена ниту една казна куќен затвор, иако Македонија според извештаите на Советот на Европа е при врвот според пренатрупаноста на затворите. Зошто никој не се потрудил електронскиот надзор да профункционира во 2-годишниот период пред да истече гарантниот рок? Сепак се тоа прашање за мојот претходник на оваа позиција. Опремата обезбедена со пари од Европската Унија функционира на следниот начин. Алката се заклучува на ногата на осуденикот и таа емитува сигнали до фиксниот апарат, кој пак е поврзан со централниот систем. Таму пробацијски службеници ја следат секоја промена и контролираат дали осуденикот се движи во дозволениот радиус. Ако добиеме црвена слика, значи дека сторил прекршок. И сега под прекршок се подразбира оштетување на опремата, бегство, се подразбира дека веднаш мора да реагираме дека нешто не е во ред. Веднаш постапката налага да веднаш контактираме кај престапникот, ако не добиеме повратен сигнал, веднаш известуваме МВР да оди на лице место и нисто и ние ги имаме тие овластување, веднаш да одиме на лице место да видиме што не е во ред. Кукниот затвор е најстрогата алтернативна мерка предвидена во Законот за пробација. Тој се однесува и на условна осуда со заштитен надзор, општокорисна работа и условен отпуст. Секој осуденик што ќе добие ваква казна, добива и индивидуална програма за ресоциализација, за чие исполнување се грижи пробацијски службеник. И такви службеници постојат, иако немаат работа. Значи, уште сме на почеток. Мислам дека ќе имаме работа, добро сработуваме со судиите, колегите се супер. Имавме обуки за пробацијата, интензивно работиме, читаме законите, имаме студии на случај. И сега уште останува да проработи пробацијата за да навлеземе директно во процесот. За сега одделот за пробација има на располагање 3 простории во новата зграда на Кривичниот суд во Скопје. Канцеларии се отворени и во Куманово, Тетово, Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Штип и Струмица. Предвидени се вкупно 11 канцеларии, наред се Кочани и Гостивар. Иако 25 пробацијски службеници се веќе распоредени низ градовите, контакт со осуденици немаат. Од ИПА фондовите лани се издвоени уште 1 милион евра за твининг проектот што се спроведува со помош на Германија и Холандија. Емилија Василевска, која е постојан твининг соработник, вели дека да се изрече дури и само општо корисна работа, заедницата ќе има придобивки. Доколку е некој доктор, стоматолог, стори кривично дело од областа на сообраќајот, може наместо да оди во затвор да се изрече пробацијска, односно алтернативна мерка, општо корисна работа, да ги прегледа забите на дечињата во основна школа. Со оглед на тоа што досега само во 7 случаи е досуден условен отпуст, но на самиот истек на затворските казни, прашавме во Кривичниот суд зошто не се носат одлуки со пробацијски мерки. Потребно е да се напомене дека се работи за релативно нов закон, за чие спроведување до овој момент беше неопходно исполнување на други технички услови кои не се во надлежност на судот. Судот е во постојана комуникација со Министерството за правда и Управата за извршување санкции во однос на спроведување на пробацијата. Заживување на пробацијата со нетрпение очекуваат и адвокатите. Јас би го кажал примерот за Норвешка, бидејќи таму се направи една голема реформа на затворскиот систем. Таму моментално процентот на повратници или рецидиви е околу 20%, за разлика од претходно кога бил 60%. Дополнително, Тумановски смета дека електронскиот надзор треба да важи и за притворениците. Оти притворските оделенија се во поочајна состојба од затворите, а судиите го избегнуваат кукниот притвор. Јас порано водев една статистика, ние имавме една кулминација со притворите во Република Македонија. Таа во 2013 достигна најголема бројка од 770 притвори, каде што од тие 770 побарани и определени притвори многу малце беа куќен притвор. До сега во мојата пракса се имал лица кои што биле болни од рак, лица кои што имали други болести, срцеви заболување. Скоро имав случај кога лице доби срцев удар на издржување на мерката притвор, па воопшто никој не смогна сили, нити судот, нити обвинителство, да побара замена на таа мерка, се бидејќи нема начин како ако се определи куќниот притвор, дека тоа лице би било таму да ја почитува таа мерка каде што ќе биде определена.
Во смисла, ако има алка, тоа лице ќе има можност мониторинг. Во нашиот закон, значи, постои само кучен затвор. Соработката во однос на домашен притвор е прашање на време кога ќе биде, затоа што во законот постои можност за електронски надзор на тие лица. Меѓутоа, тоа е сепак соработка помеѓу тие инстанции кои што судот, МВР, Управата за извршување санкции, односно Министерство за правда. И се надевам дека и тука, ако има можност, ќе има соработка. Да постоеше таква законска можност, можеби и Никола Груевски немаше да побегне. А и МВР и СЈО немаше да се препокуваат за пред време да ја оттргнат одговорноста за евентуално ново бегство на некој од оние што сега се во куќен притвор. Политичките турбуленции во Грција нема да влијаат на ратификацијата на договорот од Преспа. Ms. Kopa, if there is a change of government in Greece, which seems very possible, would the government of New Democracy make problems in the European Union during the accession talks with the Republic of North Macedonia? Зошто во мандатите на една власт главно се гонат функционери од претходната, докаде се предметите за актуелни функционери? Не го делам тој впечаток дека предметите кои основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ги отвори под допрен глас дека тапкаат во место. По изгласувањето на уставните измени, прашањето што ќе ја преокупира јавноста во следните неколку недели и месеци е дали со претседателските ќе има и предвремени парламентарни избори. Темата ја наметна опозицијската ВМРО ДПМН, на што од СДСМ засега добива одговори дека барањето сериозно ќе биде разгледано. Уставните рокови налагаат претседателските избори да се одржат во периодот од 3 март до 1 мај, кога би се организирали и парламентарните, ако така реши владеачкото мнозинство. Александар Димитриевски разговараше со Радмила Шекеринска и со Игор Јанушев во обид да стигне до што повеќе информации во оваа почетна фаза од дебатата за тоа дали треба да има нови предвремени општи избори. Истата вечер кога беа изгласани измените на Уставот, лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски побара, заедно со редовните претседателски, да се одржат и предвремени парламентарни избори. На овие избори ВМРО ДПМН ќе победи и така волјата на мнозинството граѓани ќе биде испочитувана. Првиот човек на владата лично е против таквото сценарио, но конечната одлука ја препушти на партиските органи. Тоа што го бара, моли Бога да не се случи. Но бара првиот човек на опозицијата. Затоа сериозно ќе размислим. Јасно против, засега е коалицијскиот партнер ДУИ. Сметам дека сега целата политичка енергија треба да ја фокусираме на заокружување на членството во НАТО и започнување на преговорите со Европската Унија во 2019 година. По бурниот викенд може ли да се насети најверојатното сценарио? ВМРО ДПМН не исклучува можноста да ги бойкотира претседателските избори доколку власта не се согласи истовремено да се одржат и предвремени парламентарни. Така вели генералниот секретар на најголемата опозицијска партија, 2 дена откако лидерот Мицкоски го испорача барањето до власта. Во моментов сите опции се отворени. Во однос на действувањето, односно делувањето на СДСМ заев и власта, така и ВМРО ДПМН како позиција ќе гради стратегијата во однос на понатамошните чекори, со тоа што нормално во моментов не исклучуваме ни една од опциите во однос на нашите следни чекори. Значи во игра е бојкот на потенцијален бојкот на претседателските избори доколку не се прифати вашето барање за предвремени парламентарни. Во игра, како што кажа, буквално се сите опции, дури ние најавивме дека ја разгледуваме можноста и за напуштање на сите институции, односно неделување од страна ВМРО ДПМН. Можниот бојкот на ВМРО ДПМН на претседателските избори значи зголемување на влогот на политичката маса, до степен што за власта може да биде неопходно да го прифати барањето на опозицијата. Бидејќи бојкот на опозицијата може да однесе земјата во уставна криза. Власта е свесна за можноста од вакво сценарио. Вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска вели дека тоа е една од причините поради кои сериозно ќе размислат како ќе постапат. За Македонија апсолутно е неприфатливо да влеземе во процес на претседателски кампања и потоа избори,
кој што заради прашањето на цензус, кој што согласно уставот мора да е 40% од бројката на гласачи, која знаеме дека е голема, бидејќи голем дел од тие гласачи не се во Македонија, туку се во странство, таа опасност не смее да се потцени. И се согласувам дека на Македонија не и треба да влегува од избори во избори, од една кампања во друга кампања, која што ќе ни го троши времето, ќе ни ги троши ресурсите, ќе троши пари и ќе троши енергијата која што е потребна за реформи и за почеток на преговорите со Европската унија. Шекеринска, сепак, вели дека е прерано да се каже дали е поблиску опцијата да се оди или не и на предвремени парламентарни избори. Лицитирањето со проценти нема да ни помогне. 100% треба да донесеме одлука која што е добра за Македонија. Меѓутоа, факт е дека без разлика на тоа кои се проценките, ние избори ќе имаме оваа пролет. Така што, кога ги анализираме влијанието на изборниот процес врз реформите, ние практично имаме ограничен простор за маневар. Ќе има избори. И факт е дека тоа значи дека во одредени делови владата нема да може да носи одлуки, во одредени делови собранието, во одреден период собранието нема да може да биде подеднакво активно како, например, претходната година и тоа е едноставно реалноста. Така што, земејќи ги предвид тие неколку работи, одлуката ќе ја донесеме. Вашиот личен став кој е? Па, јас ќе го кажувам таму каде што треба. Мојот личен став е дека во оваа ситуација ние не смееме да си дозволиме грешки како држава, а не како партии. Од ВМРО ДПМН не зборуваат за никакви дополнителни услови за предвремени парламентарни избори, освен почитување на законската обврска за воспоставување на така наречена пржинска влада. Бараме предвремени парламентарни избори, заедно со претседателските избори, онака како што е пропишано согласно законот и онака како што сме имале праксата во последните неколку години. Дали ќе побараме дополнителни услови или дали ќе зависи нашето излегување на избори, не ги условуваме, значи тоа е барањето. Додека не е јасно дали ќе ги има, речиси со сигурност може да се претпостави која ќе биде линијата на судир на евентуалните парламентарни избори. Од ВМРО ДПМН, освен што не ги прифаќаат договорот со Грција и уставните измени, пласираат и теза дека доколку дојдат на власт, можат да постигнат подобар договор за името. Па сепак, Јанушев не вели дека би го отфрлиле договорот со Грција во случај да дојдат на власт. Објаснува дека она што ќе го сторат е обид да го подобрат, иако признава дека шансите се мали. Видете, во политиката, како и во се останато, нема неповратни процеси. Може би она што денеска ни делува дека е неповратно и трајно, после 5, 10, 15 години се менува. Точно, ќе биде многу тешко, шансите се мали, меѓутоа тоа не значи дека треба да се откажеме и да не направиме ништо. Затоа и го кажав тоа пред малку, дека ќе се обидеме да направиме се што е во нашата моќ, ќе го вложиме целото наше умење и знаење за да пробаме да промениме некои работи. Дали ќе успееме, на крај на ден ќе ни суди историјата и граѓаните нормално. За власта, ветувањата за подобар договор се лага на опозицијата. 11 години имаа време да постигнат не подобар, најдобар договор со Грција. 11 години единственото нешто што го доби оваа држава од ВМРО ДПМН беа оправдувања, конфликти и затворени врати. Ако не успеа за 11 години да најдат решение на овој тежок спор, во ситуација кога партнер од другата страна беа Дора Бакојани, Караманлис, Папандреу, па дури потоа Ципрас, зарем сметате дека е возможно некакво друго решение кога на власт во Грција можно е да стане Мицотакис, кој има уште по-негативен став по прашањето на нашите билатерални односи. Според ставот на Јанушев, ова е единствената точка за која барем делумно има согласност меѓу власта и опозицијата. Во еден дел веројатно ќе се согласам, бидејќи иако директно не сум бил вклучен, од она што нели го имам како информација дека имало сериозни шанси можеби да се постигне подобар договор од сега.
Меѓутоа, тоа е во минатото, шансите се испуштени. Во сите тие години кога можело да се доведе до подобар договор, како и во годините претходно од 91 наваки, предоставам дека многу политичари, без разлика од која политичка партија доаѓале, имале шанса да го решат ова прашање, дали на подобар начин. Исто така ќе биде веројатно за секогаш знак прашање, бидејќи во моментов имаме решение, тогаш не сме имале решение. Конечната одлука за предвремени парламентарни, заедно со председателските избори, нема да се знае во следните неколку дена. Но нема ниту да се чека долго, бидејќи на почетокот на следниот месец треба да се распишат председателските избори. Не може да се исклучи уште еден драматичен фотофиниш, бидејќи ако СДСМ и ВМРО ДПМН се согласат за избори, некој ќе треба да ги разубеди дуи. Иако излегувањето на помалиот коалициски партнер Панос Каменос од владата на Алексис Ципрас остава впечаток за комплицирање на политичката ситуација во Атина, се чини дека грчкиот премиер го има потребното мнозинство за да продолжи да владее, но и да ги ратификува и договорот од Преспа и пристапниот протокол за НАТО за Република Северна Македонија. Пред гласањето доверба во грчкиот парламент, кој брои вкупно 300 члена, што ќе се случи в среда навечер, Ципрас може да смета на 145 теми на своји пратеници, на независната пратеничка и заменик министерка во неговата влада Катерина Папакоста, на четворица од вкупно 7 теми на пратеници на независни грци, кои Каменос веќе почна да ги исклучува од партијата, како и на по еден пратеник од Потами и од Центристичката унија, што се вкупно 152 од неопходните 151 глас за да ја добие довербата од парламентот. Политичките аналитичари во Грција сметаат дека мнозинството за ратификување на договорот од Преспа ќе биде уште поголемо од она што ќе изгласа доверба на владата на Ципрас. Марилена Копа, професорка на политички науки на Пантеон универзитетот во Атина, не очекува проблеми ни во едното, ни во другото гласање. Копа, која од 2007 до 2014 беше европратеничка од редовите на ПАСОК, беше и дел од поширокиот тим во владата на Јоргос Папандреу, задолжен да ја креира позицијата на Грција во преговорите со името. Од тоа време датираат медиумски написи за средби на Марилена Копа со Мартин Протогер, човек од доверба на тогашниот премиер Никола Груевски, токму за прашањето за името. Со Копа по видеоврска разговара Владимир Мирчевски. Mrs. Kopa, although Panos Kamenos is leaving the government, Prime Minister Tsipras seems to have the necessary majority to win a vote of confidence in the Greek parliament. What is your view on the current situation in Greece? Yes, that is correct. It seems that some members of the Anel party that has left the government and some other independent deputies will give the vote of confidence. I don't think there will be any problem in order to go and proceed with the ratification process. Are these latest developments questioning the ratification of the Prespa Treaty in the Greek parliament as a whole? Although you said I don't think so. I don't think so, because there is a party, Potami, that will not give the vote of confidence, but when the Prespas agreement will come, has already declared that the majority of its deputies will vote for the ratification. And I think the ratification will have more votes than the vote of confidence. So I don't think that the whole process is threatened. I'm hopeful that everything will go fine in the Greek parliament. When can we, just a follow-up, when can we expect for the Prespa agreement to be introduced in the Greek parliament? The vote of confidence will take place this Wednesday, so I believe that in next week, at the latest, the Prespas agreement will get to the Greek parliament, and after that, when it will be hopefully passed, the protocol on NATO accession of your country will be also introduced. Ms. Kopa, if there is a change of government in Greece, which seems very possible, would the government of New Democracy make problems in the European Union during the accession talks with the Republic of North Macedonia?
the Party of New Democracy has not been at all constructive during this whole process of negotiation and of discussion on the Prespas agreement. However, it has declared that it will not question the agreement if it is and when it will be ratified by the Parliament, and that it will accept this international agreement. But of course, we never know. The EU accession process will be a long process, and there will be pressures. What I'm really fearful is not the question of Greece, but of other countries that have, of course, nothing against your country, but are not very happy with the process of enlargement, of continuing enlargement. So I think we should all continue our efforts to press for the necessity of the enlargement in the Western Balkans. It's a fight we have to give, and we have a battle we have to give, and we have to continue to press and prove that the enlargement of this region and the accession is necessary for stability, peace in the whole European Union. How would you summarize the political situation in Greece after the end of constitutional changes in the Macedonian parliament? Confused. It's not an easy situation because new lines have been created according to the Prespas agreement, and we see that they are fractions in different minor political parties in the Greek parliament. But still, I hope that the government is determined to proceed, and there is support enough to go on. Of course, there are reactions. I think we all know them. There are reactions in your country, there are reactions in Greece. But I think what is our national interest, yours and ours, and the interest of the region will finally prevail. It's the first time after many, many years that I'm really optimistic about the relations, the bilateral relations, also about the future of the West. In the past, during the last PASOK-led government, you were in one way or another engaged in the name process. Why then there was no success, although there were numerous meetings between Papandreou and Gruevski? Because Gruevski never believed in the possibility of a solution. And what he tried to do, and his representatives, were always to gain time. We never had an honest interlocutor to discuss and proceed. And it was really a pity, because also at that time there was really interest and true determination from the Papandreou government to proceed with a solution. Unfortunately, we lost too many years, too much time, which could have been very, very productive. The Gruevski government never believed, never really wanted a solution. So this breakthrough is valuable, it's important for the region, it's important for our countries, it's important also for the European Union. Mrs. Kopa, thank you very much for your time. I thank you. Гонење на криминалот и корупцијата кај гарнитурата што е на власт е искуство што Македонија досега го немала. Речиси редовно по промената на власта се нижат судски процеси за функционери од претходната. Со изборот на новиот шеф на јавното обвинителство Љубомир Јовески пред околу една година дојдоа и очекувања за поинаков нов пристап. По сомнежите за криминал и корупција во неколку јавно експонирани случаи во мандатот на актуелната влада, обвинителството соопштуваше дека отвора предмети под опрен глас. Но дали некој од нив напредувал барем до фаза на истрага? Провери Петар Кленчарски. Само 2 недели по изборот на 31 мај 2017 година, новата влада побара разрешување на тогашниот шеф на обвинителството Марко Зврлевски. За процесот што почна брзо, на крај беа потребни повеќе од 6 месеци за да се избере нов јавен обвинител на Република Македонија. Функцијата ќе ја вршам совесно, непристрасно и одговорно и дека ќе ги заштитувам слободите и правата на човекот и граѓанинот и интересите на другите правни субјекти. Ве молам да ја подпишете срчната изјава.
Заклетвата на Јовески дојде во период на високи очекувања на јавноста за обвинителство, кој активно го гони криминалот и кај поранешните, но пред се кај актуелните функционери. Институцијата под новото водство навидум така и се постави. Полицијата влезе во просториите на Фондот за иновации и ја одзема документацијата поврзана со доделените грантови. Ваков налог МВР добило од јавното обвинителство за организиран криминал. Јавното обвинителство со Јовески на чело отвори повеќе предмети за случаи што го привлекоа вниманието на јавноста. Но дали некој од нив ја помина почетната фаза на предистрага и се приближи до обвинение? Допрен глас. Дефиниција за овој термин во Законот за кривична постапка укажува на можноста за отворање предмети откако некој јавно ќе понуди основи за сомнение за сторен криминал. Во периодот пред Јовески може да се најдат повеќе примери каде поединци, организации или други актери бараа од обвинителството да отвора предмети по допрен глас. Сега, вакви повици има помалку, најверојатно и поради фактот што обвинителството само покажува поголема проактивност. Архивите за последните година и половина чуваат повеќе примери кога јавното обвинителство го слушна гласот на јавноста. Контроверзниот тендер на Министерството за здравство за набавка на реагенси под лупа на обвинителството. По допрен глас, основното обвинителство отвори предмет за токсичната печка во депонијата Дрисла. Меѓу тие предмети е и предистрагата за сомнежите за нерегуларности на последните локални избори, но и за сомнежите за незаконски трошења во антикорупцијската комисија, што не им се допадна на членовите на телото. Јавното обвинителство покренува постапка за испитување на водите во конкретниот извештај и за тоа веднаш ги известува сите медиумски куќи без тие да побара. За дел од овие предмети веќе помина многу време од моментот кога обвинителството најави дека се истражуваат. Предметите за изборни нерегуларности и за Дрисла се отворени пред една година. Надоместоците на антикорупционерите почнаа да се истражуваа пред 9 месеци, а предметите за грантовите за Фондот за иновации за пропаднатиот тендер за биореагенси набрзо полнат половина година. 360 степени побара одговор од јавното обвинителство, докаде се овие постапки и дали некој од нив ја поминал првата фаза на предистрага. Во институцијата решија одговорите да ги даде државниот обвинител. Љубомир Јовески вели дека за изборните нерегуларности е отворена истрага, а сега чекаат декласификација на одредени податоци. Предметот за Дрисла се уште е во предистрага, но во напредна фаза, која извесно време се соочува со пречка, долго чекање на податоци од Министерството за животна средина. Откако овие податоци ќе бидат обезбедени, мислам дека обвинителството ќе може да донесе јавно обвинителска одлука. Јовески убедува дека има напредок и во случајот со грантовите од Фондот за иновации, каде во правичниот список на добитници беа компании во кои собственици се вице-премиерот Кочо Ангјушев, пратеникот на СДСМ Хари Локвенец, сопругата на министерот за култура Асаф Адеми, снаата на советничката на премиерот Цветанка Ласкова. Во тој предмет на вистина обвинителството презема повеќе действија, сослушани се повеќе лица како сведоци во делот на аплицирањето на компаниите, побарани се елаборатите и документацијата со кои тие аплицирале и сослушани се и други лица кои што можеле да бидат од корис во делот на доказната постапка. Предистрагата е во тек, е одговорот и за надоместоците во антикорупцијска, зашто членовите тогаш поднесоа оставки. Јовески не кажа многу повеќе од тоа и за поништениот тендер за набавка на реагенси, кој заедно со набавката на лекови и изградбата на објект во здравствениот дом во Штип се водат како еден предмет. Или сумирано, од 5 јавно експонирани предмети, отворени по допрен глас, само еден ја поминал почетната фаза на предистрага. Не го делам тој впечаток дека предметите кои основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ги отвори по допрен глас, дека тапкаат во место. Кога обвинителството добива кривични пријави од надлежните институции, пред се од Министерството за внатрешни работи, по таа пријава претходно Министерството постапувало и обезбедило одредени докази.
Во овој случај, кога обвинителството отвара предмети по допрен глас, фактички, претходно никој во тој дел не постапувал и обвинителството може или само да ги превземе определените действија, или пак од одредените надлежни институции да побара одредени действија тие да ги преземат. Според тоа, во одредени случаи треба повеќе време во предметите во кои обвинителството отвара постапка врз основа на допрен глас. И покрај фактот што една година по смената на раководството, редовното обвинителство нема истрага или обвинение во предмет отворен по допрен глас за функционер од власта, Јовески вели дека не бегаат од таквите предмети. Моја заложба беше да се отвараат предмети по допрен глас, бидејќи обвинителството е надлежно да ги гони сторителите на кривични дела по службена должност. Еден клучен елемент што би му помогнал на обвинителството се со години најавуваните истражни центри. За нив требаат пари и кадар. Јовески вели дека работата ќе се заврши годинава. Истражни центри ќе има во јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, Скопското јавно обвинителство во Куманово и во Тетово. Верувам дека овој процес на изборот на кандидатите најдоцна за отприлика 1 месец би завршил и потоа ние со ресурсите кои што ги имаме постојните во обвинителство и со ангажирање на други вработени, веќе тие истражни центри ќе настојуваме да бидат функционални. Дека обвинителството не бега од проверки на актуелните функционери пред нова година за 360 степени, тврдеше и шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Имате ли напредок во некој од предистрагите за случаите што дел по допрен глас, дел поинаку ги отворив, таа беа поврзани со постапување на актуелни функционери? Еве се присетувам да речеме на големиот тендер во здравство. Тој ваш ли случај? Да, ние отворивме предмет по допрен глас, само тука е проблемот што се поништи тендерот. Нема штета. Да, нема штета, тендерот беше поништен. А не значи дека нема да има. Добро, отворен е случајот, се уште тоа вели така? Мислите нема да има предмети и случаи? Да, дека ќе нема предмети и случаи. Мислам дека ќе има. Навестувате нешто, дека работите? Да. И таа Јовески, во интерес на постапката, не споделуваат јавно повеќе детали. Набрзо или малку подоцна, сепак ќе мора да го сторат тоа, бидејќи оправдани беа критиките кога обвинителството не отвараше предмети по допрен глас и за актуелни функционери. Уште пооправдани ќе бидат ако се знае дека предмет или предмети има, а тие стојат во фиока. Останете со нас. По кратката пауза следува саботажата. Наред е саботажата. Да видиме од што вечерва се инспирирал Сречко Поповски. Иднината им припаѓа на членовите на идната академска заедница, кои како вистинска и интелектуална перспектива ставаат се под знак прашалник и со недоверба гледаат кон најделикатните прашања, знаејќи да проценат, но не и да дадат одговор за тоа што е по нивниот вкус, а што не е. Тоа е малку деликатесно прашање, но дрн, бла. Сепак, одговори на вакви прашања се подготвени да даваат политичките кулинари, кои имаат амбиција да ги достигнат гастрономските врвови, ама со традиционална македонска чорба, чиј плацебо рецепт постојано го венуваат сакајќи со него да ги нахранат гладните за вистината. Не мислам дека веќе можеме да имаме подобар договор. Подобар договор за Македонија е возможен. Тоа е еднонасочна улица и нема враќање назад. Тоа е возможно. Дрн, бла, разни мабети.
Тоа изгледа не поминува бидејќи менито е посеопфатно од штуриот патриотизам, а граѓаните сакаат да се идентификуваат со страната на светот, на која изгледа не гледаат токму тие што сервираат празна чинија, полна со невозможни возможности. И неќеме да возиме Москвич и Лада, сакаме Мерцедес и БМВ. Затоа ја одбравме Европска унија. Дрн, бла, бла. Сепак, за да се користат тие возила, неопходно ќе биде за дозвола да не се полага кај нечии другари, туку кај инструктори кои ќе гарантираат дека таа исправа се добива од валидирана, а не од кронистичка институција, за која премиерот, точно ама на англиски, ќе каже дека нема влијание врз неа. Секој од овие субјекти што ги спомнавте е навистина independence, независим. Дрн, бла, бла, празни муабет. Тој пак што упорно сака политичката функција да ја меша со животната определба. Отпусти мерак да употребува полни реченици. Постојано остават дупки кои се несвојствени дури ни за првооделенци, кои уште пред да тргнат на училиште, знаат точно да соберат дека 1 и 1 сепак се 2. Ова што вие го направивте има само еден збор. Предавство и кариеризам. Има само еден збор. Предавство и кариеризам. И на крајот, за дежурните хроничари кои постојано и со сериозно внимание се посветуваат на сите општествени појави и знаат се за сите кариеристи, предавници и платеници, за тоа како се така добро функционирало. Се добро им функционираат плановите кога во рамки на од новинари до обвинители до суди и до пратеници. Сето тоа се купува, се подпатува со тендери, со праќање во Америка, шитање. Од Њујорк се јави Цветан Чалиманов. Со праќање во Америка. Од Вашингтон се јави Цветан Чалиманов. Со праќање во Америка, шитање. Од Седона, Аризона се јави Цветан Чалиманов. Со праќање во Америка. Од Гетесбург се јави Цветан Чалиманов. Додека се редат бесплатните еувања и прошетки, време е за одјава. Оти од строгиот поглед на критичарот, веќе се исчитува завршниот збор. Дрн, бла, бла, празни муабет. Завршува ова издание на 360 степени. Не заборавајте дека има и на интернет страницата 360stepeni.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Останете налсад да ги погледнете и вестите. Ние повторно ќе се видиме в петок од 22. Пријатно!